За вашето утрешно мени ви предлагаме да подготвите: за предјадење велшка јагнешка чорба, како главно јадење крап на подгорички начин, за десерт ванила тортици. Гурмани, излезе новиот тематски број на списанието Храна и вино, Великденска трпеза. Голем избор на предјадења, главни јадења за сечи вкус, надополнети со неизбежното јагнешко и неодоливи десерти. Врвни специјалитети за повесели и посреќни моменти со вашите најблиски во тематскиот број на списанието Храна и вино, Великденска трпеза. Веќе е во продажба. Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Како предјадење за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите велшка јагнешка чорба. Прво го сечеме јагнешкото месо на парчиња, при тоа отстранувајќи ги коските. Коренот од целер го сечкаме на коцки. Ситно ја сечкаме главицата кромит. Потоа на тенки кругови ги сечкаме морковите. Макдоносот ситно го сечкаме. Во тенџере на оган ставаме масло да се загрее. На загреаното масло го ставаме кромидот да се прши. Откако кромидот ќе омекне, во тенџерето ги додаваме парчињата месо, коренот од целер и морковите. Ги додаваме и зрната црн пипер и ловаровите листови. Потоа го додаваме доматното пире и брашното. Додаваме и црвен пипер. Во тенџерето налеваме 1 литар вода. Го додаваме макдоносот. Потоа наросуваме со мелен црн пипер. Содржината ја посолуваме. Промешуваме. Оставаме чорбата да се вари 60 на минути. Во меѓувреме лимонот го сечеме на половина и го цедиме во цедалка. Лимоновиот сок го додаваме во садот со кисела павлака. Ја додаваме и жолчката.
Мешаме со жица за матење додека смесата се соедини. Непрекинато мешајќи со лажицата, во чорбата на оган ја додаваме мешавината од павлака, жолчка и лимон. По 1 минута го тргаме тенџерето од оган. Со црпалка чорбата од тенџерето ја претураме во чорбалак. Велшката јагнешка чорба ја украсуваме со листови магдонос. За подготовка на ова предјадење нам ни беа потребни 90 минути. Овој рецепт ќе го најдете во новиот број на списанието Храна и вино, што веќе е во продажба. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Мерло, со рубин црвена боја и арома на презреано грозје, мед и смеса на карамелизирани шумски плодови. Се служи на температура од 16 до 18 степени. На загреано масло испржете го исечканиот хромит. Додадете ги парчињата месо, коцките корено целер и круговите моркови. Потоа додадете ги доматното пире, брашното, зачините и 1 литар вода. Варете 60 минути. Додадете ги исечканиот магдонос и павлаката со лимонов сок и жолчка. Трнете од оган. Сервирајте ја чорбата и украсете. Добар апетит! За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите крап на подгорички начин. Сувите сливи ги ставаме во поголем длабок сад. Ги преливаме со врела вода. На претходно исчистениот крап му ја отсекуваме главата. Потоа крапот го сечеме на кременатли. Парчињата крап ги ставаме во поголем длабок сад. Ги отсекуваме опашката и перките. Ја отстрануваме опашната коска. И тој дел од крапот го сечеме на парчиња. Парчињата риба ги редиме на даската за сечење. Ги посолуваме од двете страни. Ги наросуваме со мелен црн пипер. Парчињата риба ги враќаме во длабокиот сад. Кромитот го сечкаме на парчиња. Исечканиот кромит го ставаме во тава за пржење. Посолуваме. Тавата ја ставаме на оган. Во тавата додаваме масло за јадење. Додаваме и црн пипер во зрна. Ги додаваме ловоровите листови. Лукот ситно го сечкаме. Исечканиот лук го додаваме во тавата. Во тавата го додаваме оцетот. Потоа додаваме 500 мл вода. Го додаваме и доматното пире. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Откако сувите сливи ќе омекнат, ги истураме во цедалка. Тавата за печење ја попрскуваме со масло за јадење. Во тавата ги редиме парчињата риба. Во тавата ги додаваме и сувите сливи. На крајот во тавата ја додаваме и содржината од тавата за пржење. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 45 минути на температура од 250 степени. Претходно сварените парчиња компири ги ставаме на чинијата за сервирање риба. Потоа на чинијата го сервираме крапот на подгорички начин.
украсуваме со гранчиња француски макдонос. Потребно време за подготовка на ова јадење е 60 минути. Овој рецепт ќе го најдете во новиот број на списанието Храна и вино, што веќе е во продажба. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Вранец со темно рубин црвена боја и арома на суви сливи, капини и рипизли. Се служи на температура од 16 до 18 степени. На крапот отсечете му ги главата, опашката и перките. Исечете го на кременадни. Зачинете ги, кромидот исечкајте го и спржете го во тава со масло. Додадете ги исечканиот лук, оцетот, водата, томатното пире и зачините. Во тава за печење наредете ги парчињата риба, додадете ги омекнатите сливи и содржината од тавата за пржење. Испечете, сервирајте со кришки варени компири и украсете. Добар апетит! Како десерт за вашето утрешно мени ви предлагаме да подготвите ванила тортици. Прво во сад за матење ги кршиме јајцата. Матиме со миксерот и додаваме 5 лажици шеќер. Откако шеќерот ќе се растопи, го исклучуваме миксерот. Прашокот за печиво го додаваме во садот со брашното. Го додаваме и какаото и промешуваме со жица за матење. Потоа брашното го додаваме во садот за матење. Мешаме со жицата. Тестото за пандишпан го ставаме во претходно подготвена и со хартија обложена тава за печење. Го рамниме тестото во тавата. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 10 минути на температура од 250 степени. Во меѓувреме во тенџере на оган го ставаме речиси целото млеко. Додаваме 200 грама шеќер и мешаме со жица за матење. Во преостанатото млеко во мензурата го додаваме низ шестето. И низ шестето го промешуваме со жицата за матење. Разматеното низ шесте го додаваме во зовриеното млеко во тенџерето. Вариме со непрекинато мешање додека кремот ја добие потребната густина. Потоа го тргаме тенџерето од оган. Тавата со испечениот пандишпан ја вадиме од рерна. Изладениот крем пак го ставаме во сад за матење. Потоа кремот го матиме со миксер. Во садот го додаваме маргаринот. Продолжуваме да матиме со миксерот. Ги додаваме и мелените ореви. Откако ќе добиеме еднолична смеса, го исклучуваме миксерот. Со нож ги одлепуваме краевите на пандишпанот од тавата. Го превртуваме пандишпанот на работната маса и ја отстрануваме хартијата. Потоа пандишпанот го сечеме на 2 дела. Првиот дел го премачкуваме со фил. Врз филот го ставаме вториот дел од пандишпанот. Потоа оревите ги дробиме со сукалка. Колачот го сечкаме на коцки. Страните на секој од колачето ги премачкуваме со фил. Потоа ги валкаме во дробени ореви. Во сад за матење ставаме хоплата.
Матиме со миксер додека ја добиеме потребната густина. Шлагот го полниме во готварски шприц. Со шприцот го филуваме секое колаче. Во преостанатиот шлаг во садот за матење го додаваме какаото. Повторно матиме со миксерот. И овој шлаг го полниме во готварски шприц. Со него ги дофилуваме колачите. Врз секој колач ставаме по една зашеќерена цреша. Готовите тортици ги редиме на чинијата за колачи. Овој рецепт ќе го најдете во новиот број на списанието Храна и вино, што веќе е во продажба. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне, со арома на овошје и сладникав вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај, напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје! Испечете пандишпан од јајцата изматени со шеќер и останатите состојки. Од изладен крем од млеко, шеќер и нишесте, маргарин и мелени ореви изматете фил. Пандишпанот исечете го на половина. Првата лента филувајте, ставете ја втората лента пандишпан. Исечете го колачот на коцки. Бочните страни на секоја коцка премашкајте ги со фил и свалкајте во дробени ореви. Филувајте ги колачите со бел и кафен шлаг. Декорирајте ги со зашеќерени цреши и сервирајте. Добар апетит! Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Гурмани, излезе новиот тематски број на списанието Храна и вино, Великденска трпеза. Голем избор на предјадења, главни јадења за сечи вкус, надополнети со неизбежното јагнешко и неодоливи десерти. Врвни специјалитети за повесели и посреќни моменти со вашите најблиски во тематскиот број на списанието Храна и вино, Великденска трпеза. Веќе е во продажба. Се надеваме дека со нашиот избор на јадења ви помогнавме да се одлучите што вкусно да сготвите за утре, а за следната емисија ви подготвуваме за предјадење малку поинаква руска салата, како главно јадење јагнешка тава, за десерт баклава со лешници,